10 април е ден на општина Босилово, бидејќи почнуваат великденските празници, затоа еден ден порано направивме свечена седница на Советот на општина Босилово, како и секоја година го обележуваме тој празник. Инаку за граѓаните да кажем дека ние 10 април го славиме по барање на граѓаните на општина Босилово на денот кога прв пат во 1952 година е формирана општина Босилово, па постоела до 63-та, па после дел од руралните општини се укинати и од 96-та година општина Босилово е пак општина и се надеваме по моменталните прилики и услови дека и понатаму ќе екзистира, бидејќи локалната самоуправа е една од најважните власти во сите држави и е посебна власт која е најблиска до граѓаните. Денеска ја концепиравме седницата така да имавме едно мало обраќање со еден пригоден реферат и потоа дадовме благодарници и признаници за дел од граѓаните на општина Босилово кои постигнале некои позначајни резултати. Тука имавме благодарници за дел од компаниите, односно бизнис заедницата, кои секогаш излегуваат во пресрет на нашата општина, кога ние ќе го побараме тоа од нив, кога и тие самите гледат дека треба да се вклучат со нивната општествена одговорност и решивме да наградиме и дел од учениците од нашите општински основни училишта кои постигнале резултати на регионални и републички надпреварувања. Јас како во обраќањето овде ќе нагласам, тој ден ќе настоиме во иднина да му дадеме поголемо значење со поголеми содржини. Годинава имаме неколку проекти во кои ќе успособиме некои наши објекти, така да ќе створиме услови тој ден да го празнуваме со повеќе содржини. Јас веќе најавив, во иднина и Советот ќе ни заседава во друга зграда, тоа е зградата на Културно-едукативниот центар за млади, кој го изградивме во општина Босилово со помош на средства од ДИПА програмата за прекогранична соработка и плюс тоа со средства обезбедени како грант од Светска банка, ќе го реконструираме културниот дом во Босилово и тук ќе има една прекрасна сала, па во иднина иницијативниот одбор и сите оние кои имаат идеи како да го прославуваме тој ден, па и други настани да ги славиме, да ги прославуваме во уште подобри услови. Уште еднаш од моје лично име на сите граѓани, на сите вработени во општината и институциите што се во општината, им го честитам празникот и нека ни е вековит.